Добре дојдовте во интерактивно поврзување, динамичен и привлечен начин да се скрши мразот, да се запознаете и да научите нешто ново. Ајде да видиме како се игра. Започнете со тоа што на секој учесник ќе му дадете лист со шаблон за бинго. Секој квадрат содржи забавна или уникатна карактеристика што може да опише некого во групата. Учесниците се мешаат и бараат други кои одговараат на карактеристиките на нивниот лист, например, некој што патувал во друга земја или некој што може да свирка. Откако ќе најдат соодветна личност, го запишуваат нејзиното име во квадратот. Запомнете, името на секоја личност може да се користи само еднаш, што значи дека учесниците треба да разговараат со што е можно повеќе луѓе. Поставете временско ограничување за дополнителна возбуда. Оној кој прв ќе пополни 4 квадрати во хоризонтална, вертикална или диагонална линија, или дури целиот лист, во зависност од правилата, извикува бинго. По надпреварот, одвојте момент за размислување. Разговарајте за тоа кои нови или изненадувачки работи сте ги научиле еден за друг. Можете да побарате од учесниците да ги споделат своите искуства или да покажат некои од споменатите вештини, како што се свирење или именување на земјите што ги посетиле. Сега, кога знаете како се игра интерактивно поврзување, време е да го пробате со вашата група. Забавувајте се додека се поврзувате, откривате и споделувате.